Почитувани присутни, денеска во Собранието на Република Македонија поднесовме иницијатива со предлог закон за амнестија на граѓани учесници во настаните од 27 април 2017 година. Апелацијскиот суд пред 6 дена ги потврди драконските казни од околу 200 години за уставобранителите. Верувам дека пратениците ќе бидат на висината на задачата, односно нивните партии и нивните лидери ќе покажат државничко однесување и ќе го усвојат овој закон со кој што ги надменуваме поделбите помеѓу партиите и граѓаните. Дотолку повеќе што уставобранителите не влегува во Собранието на 27 април да тепаат некого, него влегува со силна убеденост дека го штитат уставниот поредок. И кој да беше таа вечер на местото на нападнатите, ќе поминеше исто. Дотолку повеќе што во тоа време и претседателот на државата го условуваше давањето на мандатот за состав на влада токму со она за што сега се осудени уставобранителите. Значи и претседателот на државата во тоа време ја потврди општествената опасност по уставниот поредок. Инаку законот нуди решение на поширока основа, односно со него бараме целосно ослободување од натамошно извршување на казната затвор, а исто така бараме и целосно ослободување од кривично гонење на лицата против кои во моментот се уште се води кривична постапка за 27 април 2017 година. Почитувани присутни, луѓето несправедливо добија по 15 години затвор. Велат биле терористи. Не, ние викаме дека тоа се македонски патриоти и влегува во Собранието само заради одбрана на уставниот поредок на државата. Исто така апелирам посебно до пратениците на албанското малцинство да покажат разбирање и да го поддржат овој закон, бидејќи се уште не се свежи сеќавањата дека во 2001 година имавме една амнестија за лица кои што беа сторители на многу потешки кривични дела, на дела против територијалниот интегритет и суверенитет на државата, а сега имаме спротивна ситуација. Бараме амнестија за лица кои што влегува во Собранието со силна желба и убеденост дека го бранат уставниот поредок. Инаку, согласно деловникот за работа на Собранието, сега овој наш предлог закон треба да биде доставен до сите пратеници и ние сме согласни како Единствена Македонија во свое име да го процесуира во Собранието било кој пратеник, пратеничка група или независен пратеник. Согласно деловникот за работа на Собранието, овој закон треба да се донесе во скратена постапка. Ви благодарам.